Јас сум тука од кога ги поставија темелите на маркетов. Има маж 24 години врзан за постела. Ќерка ми почина пред 2 години и останаа двете внучиња со мене. Само за нив го правам ова секој ден, да им однесам леп дома. Токму со овие зборови не пречека баба Ѓурѓа, која долги години продава цвеќе пред еден скопски маркет во Карпош 3. Тешок. Ќерка ми помагаше и он умреба. Повани двете години кара. Маж 24 години се кара од март. Дома лежи. Не ни убаво погожно. Стуткана на мало од штици направено столче, години наназад седи и продава букети, градинарски цвеќиња што стојат пред неа во лимени и пластични канчиња, потсетувајќи не на заборавени или изгубени детства. Баба Ѓурѓа Мирчевска е родена во 1932 година во едно струмичко село. Незиниот сопруг се вика Спире, но таа го вика Шпире. Сонце, дожд или студено време не ја спречува да донесе нарциси, зумболи, некои малечки китки или пак билки и чаеви. И не е толку важно тоа што го продава. Важно е дека баба Ѓурѓа седи некогаш и цел ден, додека се стемни и надежно чека да го продаде цвеќето. Од ова не се живее многу, но сепак ќе падне по некоја паричка, колку да се закрпи некоја дупка во оваа сиромаштија, вели баба Ѓурѓа. Мислам не мислам не. А кој има, може, кој нема, не. Немаме никој. Не. А кој? Тоа што помага што умре. Ништо лошо во животот не направивме, но само несреќа не следи. Оваа сиромаштија како мене да ми е судена, додава баба Ѓурѓа, но цвеќињата се она што ја радуваат. Тие весели бои. Брчките на незиното лице и тие мили измачени очи кажуваат многу. Сталожениот глас и спокојот кој излага со секој незин изустен збор вреди да се слушне. Баба Ѓурѓа ниту ги нуди, ниту пак ги рекламира своите цвеќиња. Таа само седи и чека муштерии. Благодарна и среќна е ако некој од тоа му се замине токму со незиното цвеќе. Оваа приказна нека биде апел. Од утре сите да одите и да купите цвеќе од кај баба Ѓурѓа. Доаѓаат многу топли денови, а таа е стара. Здравјето не ја служи многу добро. Да не седи по цели денови на ова топло време, да си оди порано дома, среќна дека денес сите и го сакале цвеќето.